Функционерите Стево Пендаровски, Талат Џафери и Димитар Ковачевски за неколку дена ќе добијат повисоки плати за околу 70.000 денари. Платите на председателот на Уставниот суд и подпредседателите на Собранието ќе бидат повисоки за околу 60.000 денари, а на министрите и пратениците за речиси 56.000 денари. Највисоки плати од функционерите имаат председателот на државата, на Собранието и на владата, а законот предвидува тие да добиваат плата во висина на просечната плата од минатата година, помножено со коефициент од 4,5. Просечната бруто плата исплатена во 2022 е околу 47.000 денари. Според пресметките, премиерот Димитар Ковачевски ќе зема плата од 156.482 денари, а председателот на Собранието Талат Џафери 166.207 денари. По платите на највисоките функционери според законот, со плати следуваат председателот на Уставниот суд и подпредседателите на Собранието, кои имаат коефициент 4 и сега ќе добиваат плата од околу 140.000 денари, наместо досегашните околу 80.000. Коефициент за пресметка на плата од 3,7 имаат пратениците, министрите, гувернерот на Народната банка, уставните судии, градоначалничката на Скопје, јавниот и народниот правобранител и секретарите на владата и Собранието. Нивната плата ќе се зголеми од сегашните 70.000 на околу 126.000 денари.